Така е уште еден четврток и уште едно ново издание од Скопје ми е дома. Овој пат едно летно издание, веќе 4 јуни, полека летото ни се приближува, тоа можеме веќе и да го почувствуваме и со температурните разлики надвор, меѓутоа тоа не спречува за вечерва да имаме уште една скопска приказна, уште една скопска тема, да видиме што се случува по нашите општини. Продолжуваме, некако го фативме редот и така да видиме што работат старо новите градоначалници кои што ги избравме на последните локални избори, како функционираат и како работат советите. Ова попладне ќе говориме за општина Илинден преку председателката на советот на оваа општина. Јас велам добре дојде за господја Светлана Слезенковска. Ви благодарам што сте дел од Скопје ми е дома и ете по толку договарање можеби конечно да споделиме пред камера за општина Илинден. Како сте господја Светлана? Благодарам, добро сум. Пријатно ми е чувството овде со вас, покрај вас како прекрасна водителка. Се надевам дека ќе имаме убав разговор, верувам и јас. Поздрав до гледачите на ТВ Вистина и поздрав до сите оние кои што вечерва поточно сега ќе не следат. Втор пат во советот на општина Илинден, овој пат како председател на истиот, председателка на советот, се сменија дел од советниците, меѓутоа градоначалникот е повторно истиот, господинот Александар Георгиевски. Што се промени во советот, како денес функционира советот на општината и кои се моментално и најголемите предизвици со кои што се соочувате во Илинден? Така, да. Јас сум втор пат во советот на општина Илинден. Првиот пат бев во периодот исто во мандатот на почитување од градоначалник Александар Георгиевски, кој што беше од 2021 до 2025 година. Потоа со распишувањето на локалните избори повторно се кандидираше за градоначалник нашиот почитуван градоначалник Александар Георгиевски, со тоа што јас ја добив довербата од професор доктор председателот на ВМРО ДПМН и коалицијата, професор доктор Христијан Мицковски, да бидам носител на советничката листа. Советот, ќе кажам, беспрекорно функционира, одлично имаме соработка, секако се носат одлуки кои што се во заклучен развој на нашата општина. Мојата улога во советот е да организирам, секако и да свикувам седници, да обезбедам транспарентност во работењето, ефикасност, правичност, како и да обезбедувам конструктивен диалог. Со тоа што во советот сега се сменија советниците, не се исти советници. Ние минатиот совет броевме некаде околу 9 советници од ВМРО ДПМН и коалицијата, додека сега во овој мандат на градоначалникот Александар Георгиевски, каде што ја добивме многу поголемата победа, убедлива победа, ќе кажам, од 11 советници кои што сега се во советот од ВМРО ДПМН и коалицијата и се во советот на почитуваниот градоначалник Александар Георгиевски. Општина Илинден некако во периодот кој што изминува позади нас, во годините минати, важи за една од најбрзо растечките општини кога станува збор за проектите, за инфраструктурата, за капиталните големи проекти. Кој е клучот за таквиот брз развој на локално ниво? Мислам дека клучот за таквиот брз развој на локално ниво е континуитетот и јасната визија и развојот на општината Илинден, каде што ние сега во изминативе години, се развивавме плански. Тоа значи дека се инвестираше во инфраструктурата, образованието, спортот, комуналните услуги, како и се создаваа услови за нови инвестиции и економски раст. Секако дека тука главна улога е и добрата соработка на локалната самоуправа со бизнис секторот, како и со граѓаните. Секако каде што имаме јасни просперитети, како и финансиска стабилност, како и посветеност во развојот на проектите, резултатите се видливи. Затоа општина Илинден важи за една општина која што најбрзо и најдинамично се развива во регионот. Значи ли тоа, господја Слезенковска, дека се работи плански во општината, дека однапред во самата предвидена програма и во новата предизборна програма пред да повторно ја добија Георгиевски довербата од граѓаните, јасно се зацртани целите и оние планови по кои што ќе се движи развојот на општината, а подоцна ќе ве прашам што се сега тековните проекти кои што се реализираат кај вас? Да, секако дека јасно се
се реализираат, нели се поставени програмите, каде што јасно можеме да видиме дека може да се реализираат сите проекти кои што се во програмата на почитување од градоначелник Александар Ѓоргиевски, каде што имаме големи капитални проекти кои што веќе се во изведба, секако или во изградба, така да сепак се она што е во изборната програма, гледаме тоа што повеќе да се реализира и да биде поблиско до граѓаните, до очите на граѓаните, дека градоначалникот заедно со Советот е во добра комуникација или ќе кажам во добра координација, каде што сите проекти кои што се носат се блиско до нив и може да се видат, а сите овие проекти се благодарение на поднесените барања или иницијативи од граѓаните кои што ете ни далека кои идеи што би сакале да се направи во нашата општина, а градоначалникот со својата јасна визија и својата посветеност кон граѓаните, каде што ги става на прв план, ќе кажам, и дека на него му се важни конкретните резултати, може да приметат граѓаните и да видат и да се слушаат дека нивниот глас се слуша и се почитува. Колку е тоа така во пракса, односно колку сте блиски и транспарентни до граѓаните, верувам дека има и отворени денови, меѓутоа ете и вие како председател на самиот совет во општината, честопати може да се забележи соработка помеѓу градоначалникот, советниците на терен, дури и претениците кои што доаѓаат од самата општина, кои што се нели представници во Македонскиот законодавен дом, дека постојано сте на терен. Значи ли тоа дека граѓаните ве чувствуваат и поблиски во барањата и во сето она кое што треба да им го испорачат на повидок? Да, секако. Го чувствуваат граѓаните со самото тоа кога ќе бидеме на во блиска комуникација со нив, тоа го гледаат, го осеќаат, го чувствуваат, гледаат во нас дека сепак сме одговорни во она што го имаме ветено пред нив и дека сето тоа се реализира, меѓутоа сето тоа е благодарение и на големата посветеност, повторно ќе кажам, на нашиот градоначалник господин Александар Ѓоргиевски. Сега, госпоѓа Светлана, пред да преминеме на оние потточки инфраструктура, капитални проекти, култура, спорт и сето она кое што се случува во општината, некако во мојот концепт, јас така си ги имам поделено работите и сакам се да опфатиме под еднакво. Јас би сакала нешто најсвежо што се случи во општина Илинден, а ние кое што го покривме како локална информација, дека се случи меѓународен фолклорен фестивал Света Тројца во општината, кој што навистина одекна во јавноста и собра навистина многу луѓе на едно место. Што се случуваше, за каков фестивал се работи, кој се зема учества таму? Така, тоа е меѓународен фолклорен фестивал на Света Тројца, кој што е нели традиционална културна манифестација која што се одржува во општина Илинден во пресрет на празникот Света Тројца. Инаку тој се одржува во амфитеатарот при Домот на културата во општина Илинден, се со цел промоција на културата и традицијата. Оваа манифестација сега, која што се одржа на 28 мај, учествува значи од странските ансамбли од Бугарија, Чиле, Босна и Херцеговина, Србија, додека од домашните ансамбли беа присутни Кут Гоце Марковски, како и Анби Илинден. Секако овдека овој настан е од културно значење за нашата целата локална самоуправа. Сега кога говориме за настаните од културно значење, она кое што некако и најсвежо и најново се случи исто во општината, денови на култура. Да. Кој што исто така навистина собра многу публика, многу граѓани. Граѓаните во Илинден сакаат култура. Верувам дека имавте гости од другите соседни општини, надвор од општините. Што се случуваше во деновите од култура? Јас колку што можев да ги покријам локалните теми и информации, таму имаше писатели, имаше поети, музички гости. Како ви беше предвиден концептот и значи ли дека со тоа веќе го започнавте и културното лето во Илинден? Да, секако, тоа значи дека го започнавме културното лето во општина Илинден, така да манифестацијата Денови на културата во општина Илинден се организира секако повторно во Домот на културата, во нашиот прекрасен Дом на културата. Имате нов Дом на култура? Не, ова е Дом на културата што е многу поодамна изграден, меѓутоа е еден од поголемите и е позначен, каде што сите културни манифестации се одржуваат токму во овој Дом на култура, а тоа е во населеното место Убава е зградата, изгледа навистина како нов и како модернизиран, така. Секако се одржува, би рекла, доста. Колку траја деновите на култура?
Деновите на култура трајаат 3 дена, од 11 до 13 мај, нели, со завршување на поетската вечер, односно на централната манифестација. Инаку целта на ова е промоција на ќе кажам на нели на литературата, на литературата, културното творештво, како и уметноста. Што можеше да се проследи таму? Имаш и музички дел? Да, секако во содржината имавме првата вечер, мислам дека така беше, дека е кино представа, мислам дека некоја кино представа, потоа или театарска представа. Имаше ликовна изложба, како и литературни средби, поетска вечер, детско матине, како и за најмалите жители на општина Илинден заземаа значајно место во делот на танцовите творби и музичките настави. Да, ете и од режија веќе ни пуштаат и фотографии кои што можеме да ги погледнеме. Навистина за сите категории на граѓани, од најмалите до повозрастните граѓани и жители кои што имаат можност и простор и сакаат, верувам дека сакаат да уживаат на вакви настани кои што се случуваат. Знаете како граѓаните сакаат и средени улици, и чисти паркови, и чисти населени места, меѓутоа сакаат и култура, ќе се сложите со мене, сакаат и убаво културно лето. Верувам дека агендата и за другите манифестации и настани веќе се пополнува во летото. Со што ќе го? Следниот настан кој што е нели во летото е некаде на крајот на месецот јули, тоа е патрониот празник на општината Илинден, кој што е исто така од големо културно значење за Ден на општина Илинден, кој што да, тоа е 2 август. Да, тогаш се символично, да, како за нашата општина со самото име што го носи. Значи 2 август е исто така нели Илинден и празникот Свети Илија, така да е од големо значење, културно значење за нашата локална самоуправа. Така е, кога говориме дека општината станува се поатрактивна за живење таму и дека младиот човек се повеќе ја одбира Илинден за свој дом, какви се капацитетите во училиштата, во градинките, во предизборната програма, колку има ветувања за нови училишта, нови вакви воспитно-образовни институции? Да, во новата програма има ветување од страна на градоначалникот за нова градинка, која што ќе се гради во населеното место Илинден. Тоа е поради намалениот капацитет во постоечката градинка, која што е во населено место Марино, и затоа ќе се гради нова градинка која е за проширување на капацитетот за имаме на листа на чекање на дечиња кои што чекаат и по неколку месеци и треба да бидат сместени. Сметам дека со проширувањето, односно со изградбата на новата градинка ќе се намали чекањето на дечињата, така верувам. Да. Кога говориме и за зеленилото, за чистотата која што сите некако во предизборната програма ја ветува, каква е свеста на жителите на Илинден, колку е запазена чистотата во општината, заштитата на здравата животна средина, колку е чиста општината, колку јавното претпријатие за комунална хигиена си ги врши работите? Значи, во нашата општина секако се внимава на тоа да се повеќе се одржува нели чистотата во општината. Ви имате сопствено комунално претпријатие? Да, имаме сопствено комунално јавно претпријатие кое што си брои доволен број на вработени кои што постојано се на терен и одржуваат чистотата. Немаме некои посебни поплаки, да речеме, од граѓаните дека им се соочуваат со смет во нашата општина. Доколку нели се случи такво нешто, службите веднаш се излегуваат на терен и си го собираат сметот, така да важиме за една од почистите општини во регионот. Госпоѓа Слезенковска, верувам дека има и тековни проекти, големи капитални инвестиции, инфраструктурни проекти кои што можеби ги продолжувате од претходниот мандат на Ѓоргиевски во програмата. На што тековно се работи, на што сега давате простор и акцент во периодот кој што ќе следува? Така, сега даваме клуч во областа на директните влијанија што ги имаат граѓаните во секојдневниот дневен живот, а тоа се инфраструктурните проекти. Тука би издвоила инфраструктурните проекти дека се врши изградба и реконструкција на сите на патиштата во сите населени места во општина Илинден. Посебно би го издвоила
асфалтирањето на улица 11 во населено место Кадино. Потоа капиталниот проект кој што е проект, ќе кажам, од големо значење за населените места Мршевци и Делјадровци, каде што со реализација на овој капитален сообраќаен проект граѓаните добиваат проширување и асфалтирање на коловозот од 1800 метри, така да имаат изградба и на тротоарите, каде што се нели тие тротоари поминуваат, каде што поминува и делницата, со тоа што се обезбедуваат нели се обезбедува подобрен пристап до останатите и безбеден пристап до останатите населените места каде што се поврзуваат со оваа делница. Потоа би издвоила во теке асфалтирање на улица 111 во населено место Јака. Исто така би издвоила дека исто така се вложува во изградбата на нова инфраструктура, на комунална инфраструктура, тоа е реконструкција на водоводната мрежа. Ова реконструкција на водоводната мрежа се одвива на улица 9 во населеното место Илинден, каде што реконструкцијата е во должина од 1200 метри и должина на реконструкцијата се должи на замена на водоводните цевки кои што се траене, цевководи ќе кажам, така да со тоа што се вградуваат нови, современи и квалитетни цевководи кои што нудат европски решенија за граѓаните на општина Илинден, со тоа што ќе имаат потврста водоводна инфраструктура. Од ова јас можам да заклучам дека паралелно истовремено се посветуваат и на руралните населени места во општината. Кога говориме за рурални населени места, тука можеби за нив се најзначајни како и улиците, така и водоводната и канализационата мрежа. Јас верувам дека не остана населено место кое што се соочува со такви клучни проблеми од типот на неасфалтирана улица, да се соочува со проблеми со водоводната мрежа. И верувам дека паралелно и подеднакво работите во сите населени места. Така, да, подеднакво работиме во сите населени места, ќе кажеме и се прават и реконструкции на мрежата на канализационата поточна мрежа, каде што исто така и таа се заменува со нова или се изградба на нова канализациона мрежа на улица 8, која што е во населено место Илинден. Така да постојано од сите населени места се врши градби. Така е, јас кажав на што ќе биде акцентот ставен до крајот на годината, кој што веќе 6 месеци измина, а некако многу брзо минува времето, меѓутоа паралелно работите во сите сегменти. Многу е актуелен и спортот кај вас, се одржуваат и многу меѓународни турнири на кои што имате гости надвор од страна. Како општината ги поттикнува, ги мотивира младите, не само спортистите, како општината го мотивира младиот човек да се одлучи токму да живее тука? Верувам дека и стипендирате и како што можам да забележам од покривањето на локалните теми поврзани со општина Илинден и информации, имате стипендии, износи финансиски за повеќе категории на групи граѓани, па можеме и тоа да го споменеме, кој се може да... Спортот кај нас е доста развиен, со тоа што секако се носат и одлуки на советот на општина Илинден, каде што се даваат како стипендии, веќе кажеме, на одредени фудбалски клубови, каде што на тој начин и се мотивираат младите за да учествуваат на млади спортисти, како и во спортските клубови да земат активно учество во нашата општина секако. За возрастните категории на граѓани, за пензионерите и за оние граѓани од ранливи категории на групи, од социјален ризик, верувам дека и за нив имате мерки. Па да, секако дека се обрнува посебно внимание на луѓето на возрастните, секако и на пензионерите. Секако и кај нив следат доста активности кои што со самото тоа што им се дава посебно внимание, така има и посебни за нив, ќе кажам, мерки. Така е. Сега се случи еден саем во општина Илинден, чином Експо. Да, тоа е саемот Експо, каде што... Многу популарен саем, кој што традиционално се случува секоја година. Така, да. Тука зема активно учество, бизнес секторот, секако и ние како општина, општината Илинден беше покровител на овој саем, така да траеше некои 2 дена и
секако дека луѓето, односно граѓаните во општина Илинден беа презадоволни. Верувам дека со полна пареа работите на сите овие сегменти, сите овие делови и проекти кои што се случуваат во Илинден, меѓутоа во мојот концепт има и еден дел за приватни прашања. Тоа е колку вие Скопје го чувствувате како дома, колку вам главниот град ви е дом, иако Илинден можеби малку надвор од централното градско подрачје, меѓутоа сепак тука близу и непосредно. Да, Скопје секако го чувствувам како дом, нели секако секојдневието ние во градот Скопје, постојано сме нели на работа, одиме, чувствувам дека ете така како дома да сум. Затоа и она Скопје ми е дома. Така, буквално, автентично Скопје ми е дома. Што да. вам, госпоѓа Светлана, ве поврзува најмногу со главниот град, покрај верувам семејството, блиските, роднините, работата која што ви е тука секако. Кои спомени, да се навратиме наназад, ве поврзуваат, какви спомени ве поврзуваат со главниот град? Со главниот град спомени ме поврзуваат, ќе кажам, во делот на тоа што каде го минавте вие детството во Илинден? Тоа сакам да кажам, затоа што јас немам некои спомени во Скопје, јас сум родена во Илинден. Родена во Илинден, омажена во Илинден, поточно израсната во Илинден, омажена во Илинден и на крајот нели деца, фамилија се тука во населено место Марија. Пак близу до Скопје. До метрополата, до метрополата, да. Што најмногу денес од ваш агол и од ваш аспект му недостига на Скопје покрај оние основни горливи проблеми со кои што сите се соочуваме на некој начин кој што сме го избрале Скопје за наш дом? Сметам дека Скопје има доста метеж во сообраќајот, така да многу тешко можеме да стигнеме на време на работните места, па би сакала да апелирам да се некако да таа гужва се нели Така, да се работи на тој проблем, меѓутоа, јас сакав да напоменам и кога говориме за сообраќајот за општина Илинден и за јавното сообраќајно предпријатие, колку се чести тие линии кои што го поврзуваат, ја поврзуваат и општината и населените места во општината со централното градско подрачје. Ви се обраќаат ли граѓаните за тој проблем? Знаете, како граѓаните не ги знаат надлежностите, дека јавното сообраќајно предпријатие не е под надлежност на општината, меѓутоа верувам дека до вас се обраќаат со тие проблеми. Да, секако дека се обраќаат, меѓутоа ние во тој дел не можеме ништо да им помогнеме, бидејќи сето тоа е во надлежност на град Скопје, така да секако поднесуваме и барања. Но можете преку соработка, преку барања каква е соработката со градската власт, со новиот градоначалник? Да, секако дека е добра. Ние немаме некоја посебна соработка, бидејќи сепак важиме за една како рурална општина, не сме во делот на градот, на градските општини, така да оној дел каде што имаме потреба за соработуваме секако. Имаме одлична соработка, можам да кажам, да. Во јавниот превоз ќе кажам дека кај нас во нашата општина е стварно на незадоволително ниво со тоа што треба нели да поредовни линии, можеби повеќе автобуси, поредовни линии, повеќе автобуси и секако дека барем да нашите граѓани од подалечените места, населени места во нашата општина Илинден им се скрати, ќе кажам маката, затоа што им треба некаде околу 2 часа да стигнат до метрополот, односно до градот Скопје. Тоа е навистина многу, верувам дека е замислете во утринските часови тие мораат да стануваат некаде 4:30 за да стигнат на работа во 8 часот на работа. А и да го спомнеме метежот, исто така да е стварно голем проблем. Сега во делот на приватни прашања поврзани со градот, вие велите сте растеле во Илинден, таму сте основале и семејство. Каков беше Илинден порано, каква е сликата денес? Вие буквално сте растеле со растот на самата општина. Да. Како го паметите Илинден? Па Илинден го паметам не толку развиен, не толку модерен, ќе кажам, меѓутоа секогаш бил убав. Каде и да одиш, се враќаш во Илинден, без разлика дали е развиен или не, нели. Меѓутоа со самото тоа, нели, како што настана децентрализацијата, Илинден почна да прераснува во една убава современа општина. Сето тоа јас го следев, го гледав сите градби кои што се изведуваат, сите улички што се асфалтираат, сите кракови на уличките, кога се ставаше водоводната мрежа,
Нели, па фекалната канализација, сето тоа беше за нас големо доживување, затоа што претходно не сме го имале, нели, така да... Има ли доволно работни места за младиот човек конечно да одлучи да живее конкретно таму? Па да, секако дека има доволен број на работни места, со тоа што тука ни е, нели, индустријската зона, каде што има голем број на фабрики, Верувам доаѓаат и од страна. Да, секако да, има и од страна кои што доаѓаат, имам слушнато дека доаѓаат Велес, Куманово и сите тука се на... Значи доста сте атрактивни таму, може да се каже, да. Така, верувам дека и вашата агенда до крајот на годината како локална самоуправа е пополнета, што е она на што ставаме акцент во периодот најсвежо кој што ќе предстои и која ќе биде пораката до сите жители кои што можеби ќе го погледнат ова ваше излагање интервју, што ќе се случува следно во Илинден? Секако едно од големо значење што ќе биде да се заврши успешно реализацијата на започнатите капитални проекти, секако и создавање на услови за нови инвестиции, како и подобрување на, односно да се стави поголем акцент понатака и на инфраструктурата, на инфраструктурните проекти, на капиталните проекти, како и на комуналните услуги. И може би уште едно приватно прашање за самиот крај на ова интервју. Колку е поголема одговорноста да се биде жена во јавниот свет, да се биде жена во политиката, вашата функција е јавна, вашата работа исто така во јавна институција. Па ете, како балансирате, може би, помеѓу професионалните врски, помеѓу она кое што семејството и блиските го бараат од вас како жена, која нели жената е столб, носител на семејството секако? Одговорноста е голема, секако и честа ми е уште поголема. Да, како председател на совет, затоа што се носат многу важни одлуки, а со тоа нели одговорноста е многу голема и пред граѓаните и пред нели самата себе ќе кажам. Така да сметам дека клучот на сето ова е дека да се има можеби и баланс помеѓу професионалното и приватното. Па да, секако клучот е во балансот, мора да се балансира и да се продолжува понатака, да се работи, да се создава, секако дека советот е доста одговорна работа. Одговарате пред сите оние кои ви ја дале довербата, пред сите жители, пред сите граѓани. Пред сите граѓани. Ја знаете како велам, треба да оставиме лице и подоцна, кога нема да сме дел од таа функција, да ги погледнеме нашите сожители, нашите сограѓани во лице и да си го сработиме нашето. Па така е, ние сме во советот, сме гласот на граѓаните, а и мост меѓу институциите и заедницата, така да можеме да создаваме. Господја Светлана, ќе посакам да ја оправдате во доверба која што ви ја далеите по втор пат да сте во советот на општина Илинден, да ја оправдате довербата на вашите сожители, да продолжите со исто темпо со работа во општината. Општината нека се развива како и досега во растечки тренд и да говориме само за убави теми, убави настани секако и од културата, и од спортот, и од инфраструктурата и сето она кое што ги засега вашите сожители. Јас уште еднаш на самиот крај ќе ви се заблагодарам што бевте моја гостинка вечерва и што говоревме токму за Скопски Илинден. Благодарам на поканата, чест и задоволство ми беше да присуствувам во ова прекрасно студио. Сам би сакала да се заблагодарам на граѓаните за довербата, за поддршката и за активното учество во креирање на нашите на нашата заедница. Така е, почитувани гледачи, ви благодарам и јас вам што во четврток со внимание го проследивте најновото издание од Скопје ми е дома на вистинска телевизија. Верувам дека доближивме малку повеќе теми и проекти и настани од инфраструктурата, културата, спортот и сето она кое што тековно и активно се случува во општина Илинден, една од можеби најрастечките општини во Скопскиот регион, малку подалеку од централното градско подрачје, меѓутоа толку близу сепак до главниот град и толку атрактивно место за живење, не само за скопјани, туку и за и луѓето од натрешноста кои што можеби тука ќе го најдат својот дом и своето работно место. Ви благодарам уште еднаш за времето и вниманието, овде ве поздравувам и секако најавувам наша наредна дружба и средба наредниот четврток во истиот термин на вистинска телевизија. Довидување. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расуте сни. Вечно те ја сакам, убавта ја своја,